Pa i ova ministерство, како и претходните, продолжува со слабостите околу носењето на законските регулативи кои што се наменети за земјоделецот и за земјоделието. Мислам, неминовно е пред носењето на било кој закон да се седна со самите земјоделски производители, бидејќи тие ќе треба да го применуваат, да ги применуваат тие закони. Како што рекохте, најавено е дека ќе во некој близок период ќе се применува задолжително осигурување на културите земјоделски. Мислам дека така како што е најавено, тоа ќе најде на голем проблем кај самите земјоделски производители. Прво, мислам дека треба да седнат надлежните институции, т.е. представници од Министерството за земјоделие, заедно со осигурителните компании, затоа што има доста работи кои што треба да се испеглаат од страна на осигурителните компании и самите земјоделски производители, бидејќи има доста мерки кои што не соодветствуваат со теренот за осигурување на културите. Меѓутоа, најголем проблем ќе биде тоа што се најавува дека мора да биде задолжително од една страна, од друга страна кобајаги се најавува улестителни мерки дека земјоделецот финансиските средства ќе ги плаќа на база од своите субвенции. Меѓутоа, ако се земе во предвид, точно е тоа дека 60% од висината на средствата ги обезбедува државата. Меѓутоа, во споредба на самите субвенции, еве ќе го земеме градинарство, тука најголемиот број на културите субвенционирате е некаде околу 3000 денари, дали се однесува за домат, за пиперка, за краставици, тука некаде околу 3000 денари по декар или 30.000 денари на хектар. Меѓутоа, веќе ако се влезе во тој начин на осигурување и тие 40%, што значи на некоја сума од 10.000 денари на декар, нашиот земјоделски производител ќе треба да уплати 4.000 на декар или 40.000 денари за хектар, веќе влегува во минус и мислам дека таа мерка треба подхитно надлежните институции со самите земјоделски производители да седнат и да видат каде и како да го применат тоа осигурување. Тоа е од една страна. Секој осигурување е добра мерка. Меѓутоа, секој оној земјоделски производител кој нема да ги осигури своите посеви, тој не сме и нема никакви потреби или барање да поднесува за надокнада на штета, бидејќи тој не ги осигурал своите култури. Така да, пак ќе потенцирам, неминовно е средба со надлежните институции за да видиме како и на кој начин да се примени овој закон, иначе вака како што се наговестува, мислам, нема да најде на приемот кај самите земјоделски производители.